Насекаде околу нас има луѓе кои можеби себично го чуваат она што го знаат. Но ние посетивме еден човек кој несебично ни раскажа за него. Тој е уметник, поет, музичар, новинар. Тој е човек кој треба да се огледаме и да научиме дека големината на луѓето е во тоа што го познаваа. Да видиме за кој човек станува збор преку приказната на Даниел. Не е сиромашен оној кој сонува, туку тој што никогаш не сонувал. Еден човек сонува уште одамна. Еден човек покажува дека и најмалиот меѓу најмалите може да биде поголем од најголемите луѓе. Писател, уметник, водител, новинар, но пред се музичар. Чичко Ристо научил да го гледа невидливото, да го слуша безгласното и да верува во неверојатното. Токму затоа тој го постигнал невозможното, да успееш многу повеќе отколку што посакуваш. Големината на човекот, барем според мојата лична филозофија, не е во големината на джипот, нити во големината на куќата, нити во големината на некој било какво богатство, туку отсекогаш сум ја ценел и вреднувал големината на душата на човекот, она што го века ментален склоп, што го викаме внатрешно душевно богатство. Тие беа главните причини кои што ме водеа во целиот живот, подоцна да се активирам на сите полења, пред се на културното поле, да направам културно-уметничко друштво за прв пат во историјата на моето населено место, кое се викаше Митко Джунов. Па имавме една локална женска група, која беше извонена, се викаше Мимоза, со неја постигнавме скоро професионален успех. Моите родители немаа можност да ме издржуваат. Јас морав да прекинам со образованието. Па работев 2 години во Богнаци како случаен учител. Па со тие пари колку што ги собрав, после пак продолжив редовно. Се запишав во Скопје на Педагошката академија, оти не може тогаш отворено факултет за музичко уметност, денеска тоа го има. Ако сакавме, требаше да одиме или во Белград, Загреб, Лјубљана, Сарајево. Тие беа места каде што имаше високо образование, ама треба некој да финансира. Татко ми беше работник, мајка ми била домакинка. Јас потекнал од сиромашко семејство и денеска живеам во такво семејство. Кога ја завршив Педагошката академија, дојдов тогаш на работа во Гевгелија, не беше проблем. Имаше оглас во радио Гевгелија за новинари. Се јавивме четворица, јас бев избран. Еднаш напишав еден напис во Вечерни новости, српски лист, тогаш се продава и српски, кој беше Југославија. Во Вечерни новости пишуваше еден куриозитет, дека некој човек се криел 40 години од Втората светска војна во тие џунглите. Он не знаел дека била завршена војната. Човекот се криел и после 40 години излегол, се појавил, да види дали е слободно. Јас тој напис го искористив да направам хумор, пишував хумор. Умнички емисии правев, водев директно во тоа време беше многу тешко да водиш директно емисија, оти има само два магнитофона, еден микрофон пред тебе, па нема како да го исклучиш, па се правеа грешки. Ама во таа жива емисија моја, која беше многу слушана, кажав вака: имаше почет театар во Гевгелија, ќе се правеше нов театар. И до денеска камен темелникот не е удрен на тој театар, значи уште 5-40 години. И јас во тоа време кажав, случка да ја објаснувам дека излегол човекот по 40 години и викам, знаете ли што прашал кога прв пат се појавил? Прашал дали е готов театарот во Гевгелија. И другиот ден дојде таму од комитетот од општината за култура, дојде председател на партијата, директорот, ми вика, не ми направи ништо до душа, ама како сум така збел да напишам. И викам, што напишав, што не е точно? Поминали 5 години, 10 години поминали од времето кога го славевме, како што сега, нели, со лопатите ставаме камења, ама на бунарече куше стојат, ќе стојат, кој знае кога и ќе почне, дали ќе почне да се прават. Така и тогаш имаше такви случаи. Значи, тој театар не почне да се прави, јас сум бил потполно во право. Фестивал на радиостаниците од Македонија, во кој се учествуваа сите од Радио Скопје до Радио Виница, која беше најмалва, не знам да кажем, и ние таму учествувавме. Во разни категории беше поделен надпред преводот, информативни, музички, документарни и така натаму, тоа што можеме да го правиме. И јас како амбициозен, како млад работник, секогаш сум сакал да бидам, ако не прв, ама да бидам меѓу првите. Така, тоа ми било желбата. И учествував 4 години едно по друго и за среќа, да не биде тоа моје фалење, сум добил една плакета која била прва награда, златна плакета, ова сигурно втора. Овие беа само аматери луѓе, единствено Лазо Трповски овој е
и денеска мислам член на танец. Него го земавме во танец да ни помага како професионален хармоникач. Сите овие луѓе се аматери, пејачи, свиречови, пеја гимназијалки и така натаму. Со нив, значи со аматери луѓе, ние направивме една професионална плоча, чиј рецензија мораше да има, без рецензија нема снимање. Е Александар Сариевски. Здолу тука, не знам дали камерата ќе го види тоа, е Александар Сариевски. Ова е патриотското. Јас сум знаел да работам за мојата земја, сето ова е правено за Македонија. Јас сум оставил дел од мојот патриотизам тука. И тука и ќе видите подоцна ќе снимаме таму. Не сум собил разни работи, се во името на патриотизмот и на моето патриотско чувство, од сум бил македонец. Ова е двоен албум, песни за Гоце, кои што го правиле врвни професионалци во Македонија во тоа време и позади ќе ги видиме имињата на многу познати наши пејачи, автори, дури професионални пејачи, меѓу кои е Ѓорѓе Божиков, кој беше бас првенец во македонската опера. Еве ќе видите тука имаме Блага Петрска пее, Јанко Узунов пее Ѓорѓе Божиков бас со хорот и симфонискиот оркестар на Радио телевизија Скопје. Диригент е Драган Шупровски, он беше професор на музичката академија. Потоа имаме Васка Илиева пее, па пее женски секстет, па пее Македонија, Октетот Македонија, кој што го водеше Ѓорги Димчевски, еден од нашите најпознати фолклористи. Денеска син му се вика Благој Димчевски. Тој е концерт мајстор на филхармонијата во Тулус. Потоа имаме Јанко Узунов, Сирма и вика Абригао Джаном, тоа е песна за Гоце Делчев, женска вокална група Мимоза со оркестарот на Код Митко Џунов од село Стојаков. Значи сме влегле во тие. Понатаму ќе видите пак Октет Македонија, Васка или пак има тука Ѓорѓе Божиков. Значи Александар Сариевски и така натаму. Ние сме дошле од село Стојаково, сме подигнале една група на ниво на овие имиња кои за Македонија во тоа време и се уште значат. Ова ми е останата фотографија со Кирил Мачевски, снимена во Торонто 65-та година. Кирил Мачевски и тогаш беше еден од водечките пејачи во Македонија. За мене беше многу еден кадифен глас, имаше една чудна природна убавина, дишеше од него еден спокој, еден типично македонски мир, спокој во интерпретацијата на народната песна. Он пееше и само, ама пееше и со Виолета Томовска, тогаш беше крнчева, уште не беше мажена Виолета. И на една турнеја, ви кажав преги со Скопските културно-уметнички друштва, поминавме многу земји и тоа ми остави така можеби некоја надградба. Кога ќе поминете повеќе континенти, повеќе земји, тоа е една школа, едно богатство. Значи со него, а овој кларнетист што е тука во следи, тој е Радко Гелевски, тој и денеска свири во танец. Кларнетист. Таму мислам работи. Тука живееја животните, имавме коњ, имавме Магда река време, татко ми дека беше жив, ама кога умре, он ги продадовме и ова беше на паѓање. За да не паднеме, ми беше странно. Од луѓето да кажа татко му умре и он дозволи да падне. Јас дојдов на идеја да си го обнова. Со син ми заедно го направи кровот горе. Јас си го измачкав, си го изматрисав од надвор, си го бетонирав од надвор сет, ставивме таван и немав идеја зошто, сакав едноставно само да го спасам објектчето. Потоа зедовме едно вакво кревече, викам може да ми служи за одмор додека дома. Ја дека готва да не им сметам и они мене да не ме печат, да можеме да се одмора малку, викам ајде тука ќе направам едно кревече. Адно ми дојде идеја, викам можам ова да го искористам, јас сега за вакво нешто. И почнав да прибирам предмети стари што татко ми ги расфрлал. Тоа па ме поттикна, ми даде нов поттик да барам низ селото други предмети, стари, пак со цел да го зачуваме нашето македонско, што викам, нели, да го покажеме патриотизмот на интелектуален начин, да не се плукаме, да се навредуваме, туку на овој начин да зачуваме младите да видат што работеле нашите стари, како работеле, со кои предмети се движели и почнав еден по еден, од некој ќе ми даде, некој ќе им подари, од некој ќе си купам нешто и така предмет по предмет почнав да ги соберам и да си правам план што каде да ставам. Може би не е најдобро аранжирано, може не е стручно подредено, ама така едно каче за одмор, за некој што ќе ми служи на место ателје. Се цртам, си пишувам, си компонирам поезија, некој си пишувам и така. Ова е направа за вадење семки од памук. Се врти, тука се става памукот и од ова страна излегува чист памук, а семките паѓаат од ова страна. Потоа ова направа е за чешлање волна. Сурова волна од овцата. Ако не сакате да дојдете во Гевгелија на Флачара, дома ќе ставите тука и на овој начин се чешла волната, од ова страна излегува развлачена. Ова е пегла на жар.
Света се отвора. Тука се става внатре жарда, се затвора и он кога се жешти, се пеглат работите. Ова е срп, опеа него една народна песна каде се тргнала кито, боса на рамо кито со срп на рамо. Значи одела на жетва, вака се фаќа и се жние. Сега има комбајни, ама тогаш немало. Некои луѓе ги слушаат своите внатрешни гласови и живеат по тоа што го слушаат. Таквите луѓе стануваат легенди, но треба некој да им помогне во тоа. Некој кој несебично ќе се заложи не за себе, ами за другите. Ова е еден наш мал придонес за човекот од нашата улица, зашто ваквите луѓе ги има насекаде околу нас, но треба само да отвориме очи и да ја видиме нивната големина. Ете, така е погледнавме приказата на Даниел за Ристо Иванов, кој што е доказ дека и малите луѓе од малите места може некогаш да бидат поголеми и од најголемите луѓе во големите места. А ние продолжуваме со она што е на нашите редовни содржини, значи вклучување на некои од нашите редовни гледачи, онекој што ќе го сврти телефонскиот број 2600 373, ќе имам